Почитуван председател на ВМРО-ДПМН е професор доктор Христијан Мицковски. Почитувана подпредседателка на ВМРО-ДПМН е господја Гордана Димитриевска. Почитувана председателка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН е господја Жаклина Пешевска. Почитувани членки на извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН, на Унијата на млади сили, почитувани председателки на општинските и местните комитети, почитувани членки на најмоćната организација на жени, Унијата на жени на ВМРО-ДПМН. Почитувани присутни, ви го пренесувам обраќањето на моја сограѓанка, господја Рајна Стојанова од Сдруженијето Креација 2009, од оправдани причини денес не може да биде со нас. Таа вели: колку потемна е моќта, толку посијајни се звездите, но ние сепак седиме во калта и се обидуваме да ги фатиме. Затоа, вели, ова моје обраќање го започнувам со мојот омилен цитат од Тургенев. Од почетокот на COVID-19 кризата па се до денес, ноќите се потемни, а ние сепак остануваме во калта и тоа се во подлабока кал. Никако да се излезе од кризата, која се повеќе се наметнува и продлабочува од ден на ден. Ние оддалеку не ја гледаме вистинската поддршка за преживување во услови на криза. Многу мерки понудени, изрецитирани од страна на власта, но со ништо не го подобрија животот на граѓаните. За понудените мерки, голем дел од женското предприемаштво, како и малите микрофирми, сезонските дејности, не ги исполнуваат условите за аплицирање за помош. Условот за да нема намалување на број на вработени, тешко да се исполни. Секој ден се повеќе затворени мали фирми, малите дуќани скоро и не постојат. Секој ден се затвараат. Работењето од дома, учењето од дома за наши услови тешко спроведливо. Во домашни услови кои сега ги имаат се поголем број на наши сограѓани и деца, тешко се следи наставата, а сепак и не се работи од дома. Со колку опрема ние располагаме, колку начини поскапената електрична енергија, поскапените нафтени деривати, покачените на цената на храната и превозот. Премногу е. За да биде трагедијата уште поголема, се повеќе бараме психолошка помош за нашите најмили, за нашите деца. Грижата на многу мајки за децата во домашни услови ги остави без работа. Затоа, неопходно е да се вратиме на трендот со барање на зајакнати и специфични мерки за заздравување од оваа криза, подобри можности и обуки и посебни фондови за поддршка. Но, неопходна е голема поддршка за ускладување на работните и семејните услови, како важни за еден нормален живот. Почитувани, после толку големо учество и залагање, ние сега воопшто не треба да зборуваме за тортура, мобинг, насилство врз жени, деца, лица со хендикеп и изнемоштени лица. Од хуманоста на картија да се вратиме на дело, да се вратиме помеѓу граѓаните и да им ја вратиме довербата на нашите искрени намери, да побараме одговорност, да не ни се случуваат ситуации на убиства, одсемени насилства, деца врзани за кревет и многу други кои станаа секојдневие. Овие кризи на пандемија и војни доволно ни укажуваат колку сме немоćни. Драги членки на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН, почитувани жени од целата планета, останете достојни и покажете дека жената е незаслужното битие за нашето постоење, неголемиот двигател на нашето општество и најубавиот подарок на овој свет. Среќен празник, драги дами. Ви благодарам.